Ви посакувам уште еднаш срдечно добре дојде на овој каналот кој што се бори против пандемијата на ментални заболувања, кој што во моментот владее не само кај нас, туку и во светот. Многу мина и на светско ниво од психолошки аспект говорат дека се работи за причинско-последична каузална поврзаност помеѓу COVID-19 пандемија и пандемија на ментални заболувања. Моето мислење е поразлично, бидејќи деструктивните програми во нашиот мозак не се јавуваат само за време на COVID-19. COVID-19 се јави како една ситуација, вулкан, ерупција, да се појават сите ментални заболувања. Сега се соочуваме со голем проблем на ментални заболувања. Луѓето имаат премногу извори на информации и доаѓаат во психотераписки процес многу едуцирани, тоа многу ми ја помага и ми ја возможува работа, но многу и се збунувам. Постојано ги кажувам популарните видеа на луѓе кои што не се професионалци. Јас само за ваша информација зборувам за општествените збинувања, бидејќи едниот од факултетите ми е дипломиран социолог, работев долго време во социјалната сфера и многу ми беше јасно за што станува збор и тие каузална поврзаности на несоодветна поставеност на општествените процеси и нивното ескалирање во немили настани, кој што секако придонесе за последица, причинско-последичка реакција помеѓу она што се случува во социјалната сфера и самите ментални склопови на луѓето. Долго време на овие простори живееме во анксиозност, во стресови, постојано сме под притисок и неизвестност, што и на најздравата ментална личност ќе најде на криза. И токму во психотерапија ги посочуваме моментите и ги водиме низ процесите, оние луѓе кои што се исклучително интелигентни, добри, меѓутоа едноставно не умеат да се снајдат во хаосот од несоодветни и недобри збиднувања во општеството. Денеска би сакала да говорам за еден пациент кој што имаше дисфоричност, тоа преведено на народен јазик би значило чувство на безвредност, чувство на осаменост, чувство на отуѓеност, чувство на празнина, чувство на немање причина зашто сум тука на овој свет. Нашиот народен мудрец постојано има емитувано и музички творби и секакви творби. Македонскиот народ е еден од најпаметните, би можела да кажам, од она што иако нашиот воспитно образовен систем не го кажува тоа, меѓутоа ние сме страшно интелигентни луѓе. Замислете една песна "Зошто си ме мајко родила". Баш таа песна ми ја пееше клиентот денеска, не ја беше, туку ја кажа со прашањето: јас сум еден депресивен психопат. Значи, таква етикета си залепи, да јас просто севчу до не видев. Зошто? Затоа што еве преку таа едукација од YouTube канал или не знам од каде, тој дошол до сознание дека неговата празнина, неговата дисфоричност, неговата оттуѓеност, неговата осаменост, неговата, пак ќе кажам, несоодветност, ја декларира со директно етикетирање психопат. На прашањето зошто бирате да се декларирате како таков, кажа: не сум берел, јас ми одбра мојата девојка се однесува со мене на несоодветен начин. Во која смисла? Во смисла на тоа да таа постојано му посочувала дека ја гуши. Како? Тој постојано сакал да биде присутен со неја, бил силно врзан, го следел секој нејзин чекор, не сакал да препушти ни еден настан на неизвестност, морало да му одговара каде што е, иако не дошла последен пат. Оваа ситуација е по раскинувањето на партнерскиот однос. Се случила така што не дошла на закажаното место на точно одредениот час, односно го одложила состанокот. Тоа кај него предизвикало таков бес, таков гнев, да дури отишол на нејзините врати, лупал, кршел, драматизирал и така натаму. И сега јас како психолог, односно психотерапевт во едукација, го следев неговото однесување. Значи, пак ќе повторам, тој дојде во една фаза на дисфоричност, тоа значи дека е отчаен, потиштен, рамна линија со емоции, да до моментот кога прашав што ви го предизвика тоа, само еден збор дека ја притискал, дека и правел постојано притисок, од момент кога ја
идеализираше и ја правеше дека е најдобрата, највеличествената, најфантастичната женска личност која што има персона сретната во неговиот живот, дојде до друг поларитет кога кажа дека таа е личноста која што е безвредна, дека таа не го заслужува неговото внимание, дека ја нарекуваше со погредни зборови, па дури си призна дека имал и агресивни испади. Дали сум психопат, ме праша. Апсолутно ние не сме овде да даваме диагнози и етикетирање, но со она негово однесување од крајно идеализирање до крајно омаловажување и сатанизирање, веднаш ми долови една слика на гранично пореметување на личноста. Тие не се психопати, секако, бидејќи кај психопатот имаме една рамна линија на емоции, или се безчувствителни. Овде станува збор за горе-доле емоции, значи имаме од крајно добри, идеализирачки емоции, преминува граничното, лицето што страда од гранично пореметување на личноста, преминува во крајно навредливи, импулсивни, агресивни реакции, сето тоа оправдувајќи го ова однесување со тоа што многу му значи девојката и дека од неа не може да се оддели и дека таа не смее да му измакне од контрола и дека тоа е фаталистичко сватено. Таа флуидност на негови емоции и чувства, непронаоѓање на самиот себе си, повторно ќе кажам, говори за гранично пореметување на личноста. Меѓутоа, ова не е само предизвикано од растот и развојот во социјалната средина. Граничното пореметување на личноста има генетска предиспозиција, значи со преку дезоксирибонуклеинската киселина се пренесуваат таквите информации. Дали може да се спречи во растот и развојот? Секако дека може, во една добра, култивирана социјална средина, доколку и да се роди такво дете со такви предиспозиции, тоа може да се анулира на максимално на добар начин, не само во семејството, туку и во воспитно-образовниот процес, доколку се пронајде на погодно тло и тој ментален склоп секако ќе се развие во нормален и добар ментален склоп. Значи, тие доаѓаат, например, и кога во психотерапија работиме, може да дојде до со тешки работи, можеме да направиме резултати, да направиме едно психичко смирување, да има добар живот многу години, но не можеме да гарантираме дека еден обичен окидач тригер, како што викаме ние, не може да му направи голема штета, односно повторно се врне во првобитната форма. Меѓутоа, тие имаат, можеме да постигнеме поголема психичка стабилност, можеме да постигнеме позитивни предвижувања, но диагностицирањето на граничното пореметување на личноста секако опфаќа и фармакотерапија, затоа за овој случај нема да речам дека се работи за клиент, туку за пациент, бидејќи од психотерапија јас се јавувам на колешка или колега невропсихијатар, кој што понатаму го упатувам овој пациент на невропсихијатрија, каде што ќе му се укаже и фармакотерапија. Пак ќе кажам дека граничното пореметување на личноста е една од патолошките пореметувања на менталниот склоп, како резултат на целокупниот социјален контекст. И од тие причини би сакала дека никој кој што ќе се најде во ваква ситуација да свати дека нешто не е во ред со него и една многу позитивна вибрација да преиде во една страшно негативна, импулсивна и агресивна вибрација за краток временски период поради одреден тригер, тоа значи дека не можат сами да се обвинуваат, никој од нас не е совршен, треба да се побара помош, апсолутно, да се работи на тоа, да се запознае себе си и својот внатрешен свет, што тоа се случува со него, наместо да има чувство на дисфоричност, односно празнина, безвредност. Значи, тоа треба да се регулира на начин на кој што ќе се освести собствената позиција, но не преку гледање и слушање и погрешно диагностицирање и само етикетирање.
туку преку индивидуален процес, бидејќи во психотерапија работиме индивидуално. Ако пациентот ми дојде со сопствена дијагноза дека тој е психопат, така му рекла средината, констатиравме дека тоа не е така. Затоа ве повикувам да работите на себе, да се препознавате за ваше општо добро и за добро на сите.